Почитувани гледачи, добар ден. Во денешната емисија зборуваме за културата, за алтернативната музичка сцена во Струмица. На кое ниво е, кои се можностите за нејзин развој? А со кого би разговарале на оваа тема, ако не со Драги Кискин, човекот кој што буквално 18 години, едно полнолетство, ја негува хип-хоп музиката, хип-хоп сцената во Струмица и можеме да кажеме дека еден од пионерите на струмичката алтернативна сцена. Драги, добар ден, добре дојде. Кажи ми, се чувствуваш ли како пионер онака како што те најави во хип-хоп сцената? Фала ви прво многу што сум тука. Немаме многу прилики да бидеме на телевизија, така да ова е посебна чест. Мило ми е, како што кажав, што сум тука. За пионер искрено би кажал дека пред мене имавме четворица другари. Така уствари и почнала рап музиката у Струмица 2003 година. Они имат снимано прво демо, това е Triple S. Да. Киндеро, Бандито, Фарс и Скептик. И они ни беа како шаблон, знаеш, инспирација. Евентуално ни станаа и другари, големите батковци нас ни станаа другари и веќе следната година ние почнаваме да снимаме, така да... Но изгледа вие сте поупорните со оглед колку долго е негувате оваа музика. Да, дел од нив уствари се денеска дел од дивизија, како што е и од секогаш било. Меѓутоа не сме толку активни, моментално јас работам, но сепак се дел од таа приказна помалку или повеќе се уште. Така. Да. Рече, немаме многу можност да бидеме во медиумите. Сметаш ли дека може би целото општество, медиумите не даваат доволно простор на она што не е некоја општо прифатена музика, некоја сцена, или пак може би не се доволно упорни алтернативните артисти да се наметнат во медиумите? Знаеш, ова прашање повлекува многу информации, многу информации од повеќе гледни точки, смисла комерцијалната страна на музиката не е блиску до тоа што го правиме ние. Медиумите најчесто покрива тоа што можеби уствари дефинитивно што луѓето сакаат најчесто да го гледаат, не толку многу сакаат да експериментираат со нешто што не е ин. Во моментот, меѓутоа сепак тоа е стереотип што мислам дека го кршиме полека. Така и се вика последниот албум на Дивизија, немам тука диск да го представам, ама да, кршење на стереотипите е тоа што се случува во моментот, дефинитивно. Бавно ли оди тоа кршење на стереотипите во малите средини? Можем да кажем дека бавно оди, меѓутоа тоа си има врска малку и со развивањето и на технологијата. Смисла 2004 ние кога правевме концерт, немаше интернет, смисла ние музика набавувавме лично од артисти, купувавме дискови, наспроти денеска се на допир на клик. Тогаш мораше се да биде органски, да биде на лице место. Да. Денеска не мораш нигде да бидеш, можеш само телефони, буквално се да правиш. Меѓутоа тука повлекува и друга приказна. Артистот што некогаш бил артист, сега не може да биде само артист, мора да прави повеќе ствари. Значи социјални мрежи, спотови, тука мораш да имаш ти и како независен артист и можам да кажам како се уште не толку пробиен во општеството како еден артист, знаеш, не можеш толку многу да бидеш, немаш толку многу карти со кои можеш да располагаш. Меѓутоа се надевам дека побрз ќе биде трендот на пробивање. Одлично. Имаше концертна промоција на 7 октомври во Центар за култура Антон Панов и велиш на една театарска сцена ја промовиравме музиката која што во Струмица нели на големо се прави, затоа што не е мала работа толку години да се занимаваш со хип-хоп и сега кога поминаа веќе неколку денови, дали ги среди впечатоците? Да. Што ќе ни раскажеш за твојот голем концерт во Антон Панов? Преубаво искуство, како за мене, така и за сите кои споделија со мене како поминале, зборам за учесниците. Невообичаено е рап музика и затворен простор, смисла седење, ама
искрено мислам дека нашата музика, мојата на дивизија и на повеќето гости, ако не и на сите, е многу интроспективна музика и баш ми беше идеја, интересен концепт да може најинтимно да се поврземе со публиката, баш у седечка положба, дека што само фокусот е на тоа што го говораме. Сам ги изведувах сите песни, преку 20 на колку песни ги рапувах у 3 сегменти, измеѓу имах гостите ми, пауза со гостите. Така да беше интересен концепт, театарска представа и хип-хоп не е прв пат. Пред неколку месеци во Дом на култура се случи и Црнила ремикс. Црнила ремикс е музички перформанс на Црнила од Коле Чашуле. Така. И мои другари, многу добри, со кои и ден денес правам музика, оние имаат правено цела музика, оние имаат и напишано и актерите имаат направено реалност. И преубава представа беше, таа ми беше прво видување рап и представа смисла на тој начин и ми беше убава визуализација за како ќе биде мојот концерт. Од мене ми беше најавен, мислам дека пред представата и ми беше преубаво искуство тоа. Дали Струмица има публика за хип-хоп музика? Во последниот период има многу повеќе него порано. Верувам дека многу генерации имаме поминато со нашата музика. Смисла тие имав мала интересна ситуација, би сакал да ја споделам баш околу тој момент. Последниот спот кој го снимав со Митко Ников, голем поздрав до него. Се појавија 2 деца и ги викнав. Ако сакаат да дојдат, ме праша, видео ли снимаш? Екам, да, ако сакате да бидете дел. И прво детето не ме знаеше, детето беше 14 години, така нешто. И ми вика, не те знам и знаеш, аз му покажувам на телефон, му отварам често да му покажам. И гледа еден диск и вика, знаеш, го знам јас това, тато има CD од вас у колата. Значи, можеш да замислиш колку генерации... Така. Можеш колку генерации сме поминали и верувам од и новите генерации... И до каде се може да допре. Многу интересен феномен во последниот период, да. Кога ќе те препознаат во музиката што се слуша во семејството, во семејниот автомобил? Преубаво чувство е, посебно што помлади, толку ми е поубаво. Си кажуваш ли тогаш, вреди, Драгин, ова не е залудно што го права? Да, дефинитивно. Зошто лајт, Драги? Зошто токму? Има ли некоја символика или некоја порака што сакаш да ја пренесеш? Најосновно ќе ти кажам, лајт е светлата точка у мракот. Смисла, македонскиот рап општо, од кога постои, има околу 170 и нешто изданија, што е за една музика, за една култура премалку. И баш, ако можем да кажам дека златната ера на рап музиката во Македонија е била од 2005 до 2013-14, не знам, сега не ме фаќа за збор, тие генерации се веќе повозрасни и импактот и активноста нивна е многу поголема сега, ако се го издржале тај пат на се среќаваш со неприфаќање, се среќаваш со неподршка, сам си е у еден момент, ама поголемата... Сакаш нешто да правиш, а нема покритие никакво за тие проекти? Сета таа светла точка, дава светла точка у целиот мрак што се дешава. Се помалце луѓе има што веќе го прават, смисла од моите генерации, па и постари од мене што се биле генерации на рапери. Така да, прво тоа... на поддршка. Како ги реализираш овие проекти? Бидувајќи дел од македонскиот рап 18 години, можам гордо и без ни малце его да ти кажам, оти сум најгорд, имам работено со 99% од сите македонски рапери. Говорам од најстари до најмлади. Никој пат не сум правил разлика дали артистот е која генерација, ако сметам оти прво имаме енергија помеѓу нас, а после и у студио. Буквално сите гости што ми беа, јас за нив имам продуцирано песни или имам гостувано кај нив како рапер, како артист. И преубава е таа енергија што создаваме. Заради музиката имам и кум. Ние се имаме опознаено со диџеј Попај преку музиката да години, уствари он ми стана кум на мене. Така. И значи се создаваат убави приказни кои што траат. Нема ништо поубаво од музиката.
Апсолутно. Да. Како ќе го дефинираш ти самиот овој албум? Дали тоа е еден сосема нов звук кој што ти дошол како некоја инспирација или пак е продолжување на една музика што ја правиш долги години? Звукот на албумот, прво за тематиката, би сакал да спомнам, баш е интроспективна како и цела музика што ја правиме. Гледаме на музиката многу совесно, многу дури и од деца, премногу возрастно сме се однесувале за наша возраст, премногу сериозни сме биле од што сме сакале да направиме позитивен момент. Никогаш не сме зборувале за грешка вредности, за не знам, за лоши ствари или како и да е. Фокусот е на интроспекција, на терапија. Буквално терапијата буквално рап музиката за артистите, за раперите, па дури и за слушателите ја доживувам како терапија. Барем јас лично за мене сметам дека потајно ја правам, ми помага. Ти годи. Ја изнесуваш повеќе негативната енергија или се полниш со позитива? Не знам. Или двете истовремено? Види, со самото тоа што го кажуваме терапија, обично, знаеш... Ти олеснува некако. Да. Основата на музиката е бунтовништвото, спомнавме пред да почнеме. Значи, меѓутоа, верувам у позитивна енергија, верувам у споделување искуство и у тој правец движам. Не сакам да дадам простор на негативни ствари, смисла тие негативни ствари што се у мене само можам да ги претворам у нешто што ќе ја обрати ситуацијата, што нема да биде истата, што нема да се отслика внатрешното него, ќе пробаме да го сменаме. Одлично. Да. Ова е добра премиса на која што би требале да се држиме. И самиот спомна дека буквално од дете си ја негуваш оваа алтернативна, би рекла, музичка сцена и како гледаш сега на почетоците од оваа перспектива? Почетоците смисла на струмичкиот рап или општо? Да, на струмичкиот, затоа што нели сепак ова нешто кое што упорно се трудите да го издигнете, да го зацврстите овде. Почетоците беа многу наивни. Преубаво искуство. Ние од старт неколку генерации деца се имаме најдено прво како слушатели на рап музика, а после и дел од нас, имајќи ја пасијата за музиката, и почнавме да снимаме. Многу е интересно дека имавме од 14 до 18 години другари. И знаеш, тоа малце не поимливо за денешните генерации, обично тука врсници се прават јазови, и ние баш заради музиката и ден денеска сме другари. И баш почетоците најнаивни, најоргански, преубаво. Имавме поддршка од околината, работевме тогаш со Младински совет Вавилон, можеби се сеќаваш? Да. Они не го правеа првиот концерт. Имавме многу активности и како деца и мислам дека баш артистичкиот момент што денеска го имаме, негувајќи го детето, што уствари пораснало тоа што сакало да биде некогаш. И многу ми е убаво сега кога ќе се вратам како дете што сум замислувал и баш ми се случи на концертот некни. Има ли подмладоци? Има ли идни на струмичката хип-хоп сцена? Сакам да има, верувам, хип-хоп култура ќе кажам дека има, меѓутоа рапери многу и нема. Моментално и немаме студио и тоа е една пречка. Меѓутоа мислам дека многу скоро ќе го смениме тоа. Баш разговаравме вчера со тоа и со градоначалникот дека ни треба простор, има многу бендови, многу интерес, меѓутоа немаат простор и немајќи го тоа и лесно може да се откаже било кој, а така и мајки простор, и мајки луѓе со кои може да ти дадат правец или барем да разговараш. Би било многу интересно како може да се развие таа култура, така да се надевам дека уште следната година ќе имаме таков простор за да почнеме да функционираме. Овој проблем го наметнуваат голем број артисти, голем број уметници, дека логистичката поддршка, просторот, некои други технички проблеми кои што им се појавуваат, всушност ги кочат да се развиваат и да прават многу повеќе. Но со градоначалникот најавивте дека ќе има
хип-хоп ден во Струмица Да. и кој што некаде ќе биде овој период кога го одржат и твојот концерт. Да. Што може да очекуваме? Зашто зборувавте? Да. Што би се случувало? На концертот, уствари, у Центарот на култура, уствари така го отворив. Ние 7 октомври за мојот концерт, датумот беше сосем случаен. Меѓутоа, кога погледнавме назад низ датумите, на 7 октомври пред 5 години сме имале 2 настани у исти ден во Дом на култура и пред Дом на култура. Во Дом на култура беше школа за диџејство, а пред Дом на култура имаше рап движење во Македонија, Rap Skills се викаше. Беше движење на рап битки. И кога ги склопив сите коцки, ми текна дека имам можност да си го прогласам за празник прво јас. И кога вчера бев кај градоначалникот, разговаравме за тоа и без проблем рече дека да, ќе го официализираме, дека влијанието на урбаната култура и музиката што ние имаме направено е дефинитивно веќе и докажано генерацијски, така да убаво е што ни дава простор. Тоа е голема чест за нас. Дека сте препознаени, да, дека имаше некои негативни коментари на Facebook. Јас спремен бев и за тоа. Меѓутоа имаше исто така и контрааргумент баш дека градоначалникот на Њу Йорк има премногу голема улога во афирмација на хип-хоп културата и работи со сите хип-хоп артисти. Пробува младите можат многу лесно да се тргнат од насоката која можеби не е правилна за нив. Деструктивна, да речеме. Да. И на некој начин ова е многу голема работа што имаме направено заедно, прогласувајќи Ден на хип-хоп културата. Значи голема мотивација да се охрабрат многу деца да пробат да направат било што. Дел од концертот беа One Way Dance Studio. 18 девојчиња. Тоа е хип-хоп култура. Да. Можем да замислам колку на нив им е било убаво целата таа значајно приказна. Да, они беа дел од концертот, буквално многу значаен дел. Они ми беа омилениот дел од концертот. Да. Да ги поздравиме. Да. Многу се активни, многу се присутни на уметничката сцена во Струмица. И до Панче. Им благодариме што постојат. Хип-хопот е еден вид бунт кон се она што му пречи на младиот човек, сето она во општеството што се појавува како девијација и така натаму. И дали можеме оваа хип-хоп култура да ја наметнеме до таа мера да биде еден вид, би ја нарекла, против отров на турбофолк културата, која што е многу расширена на овие простори. Бунт беше. Добро. Јас ја доживувам веќе како славење. Како можеме со музиката многу повеќе освен само да се бунтуваме. Дефинитивно не е само бунт, него е многу повеќе. Се што сакаш да биде, може да биде музиката. Така да верувам оти тоа и со годините си иде. Ми се допаѓа овој позитивен став. Да. Па затоа и лајт можеш да замислиш как се усеќам спрема музиката, дека се помалци помалци има, се потреба има повеќе. Така. Баш и аналогно на тоа за турбофолкот. Мислам дека голем проблем е тоа и до медиумите. И медиумите тоа го пласираат. Јас верувам дека мора да се дозира приказната на модерното, на старомодното, на традиционалното, на ме сваќаш. Да. Така да, дефинитивно хип-хоп културата е против тежа на турбофолкот и мило ми е што правиме колку можеме разлика. Мислам дека да, дефинитивно тоа. Може да биде, Да, може да. да ја истисне. Да. Може ли да очекуваме промоција на овој последен албум на други места, во околината, во други градови? Има ли веќе понуди, разговори, предлози? На ист начин мислам дека никогаш нема да се повтори и Тоа мислам дека дефинитивно, нема ни да но пробам еве. да го реплицирам. Да. Нема ни да пробам да го реплицирам, тоа баш беше дома за мене. Да. Беше цела моја фамилија, сите мои другари што можеа да дојдат и ми беше најубаво што може. Да, промоции, смисла од подруг карактер, Така. во Скопје е планирано, дефинитивно во Велес, дека и во Велес има многу голема дружина, Така. многу луѓе кои ја поддржуваат нашата музика и Добро, така, тоа е целта пат, да, нели, да, да стигне да, оваа да, порака, оваа музика да, колку што да, може да, подалеку. да. Иако пак ќе се согласиме дека музиката
и преку интернет и со новата технологија и на еден Да, клик да, и да, многу да, лесно може да. да биде дистрибуирана. Ќе се навратам на еден твој опис, те нарекуваат поет меѓу раперите. Дали ги запишуваш стиховите? Освен за песните, се создава ли нешто што би излегло во некоја, можеби, помеѓу корици, да речеме, да се синтетизира? Многу би сакал тоа да се деси евентуално. Да, смисла, поезијата, рап, најпрво би ја дефинирале како ритм and poetry. Значи, тоа е основата на се што денеска го знаеме како рап музика, така да нормално е, смисла, органски е, ако ја имаш таа љубов и таа пасија за музиката, да се чувствуваш и да пробаш да бидеш, да можеш да се искажеш. Мислам дека тоа го прави поетот поет, без разлика колку е добар и смисла на кое ниво е и со речник и со смисла, самото тоа што може да протече од тебе енергија да ја прикажеш на лист, сепак тоа е дел од нас и креација што Колку текстови имаш напишано? Можеш ли да си направиш? Или си, можеби, водиш некаква евиденција? не знам точно, најискрено ќе ти кажам. Официјално, смисла што имаме издадено 5 албуми, 5 албуми имаат преку 70 песни. Секој од нас си го пишува својот дел. Не е Тоа е убавината на рап музиката, дека за нас не постојат текстописци. Ние сме тоа. За нас не постојат продуценти. Исто така сме тоа. Исто и видеографија и се. Мислам ти, немајки простор да го правиш тоа со тек на времето, многу од раперите ја имаат и променето професијата, се станале видеографи, се станале продуценти, баш од потребата за прво за себе, а после и како прилики и за како екзистенцијален извор. баш така. Одлично. Кој е твојот иден проект? Дали сега ќе оставиш малку да легнат работите или постојано нешто врие во тебе па запишуваш, креираш, нотираш? Не сакав ова да го најавувам како последен проект, иако имам некаков стих што алудира на тоа. Кога го најавив албумот, уствари уште пред тоа, е другар мој со кој многу години работам. Имаме ние незавршено проект и едноставно, органски, пак излезе да се склопиме и имам нов проект со Дарко Димитриевски, кој е продуцент на Црнила. Така. Продуцентот кој ги има правено музиките и он е и MC, рапер у исто време. И буквално што он е во задаголот и Soul Mental, тоа сум јас у Струмица и у Дивизија. И јас сум продуцент и рапер исто и он е продуцент и рапер. Имаме многу сличен звук, многу слични тематики. И буквално се чувствувам како он да е јас у Скопје и како јас да сум он у Струмица и ќе имаме преубав албум. Феномен на двајца рапери, двајца продуценти што ќе создадат уште по-убаво нешто, да. Одлично, драги, со нетрпение ќе го очекуваме Да. овој твој следен проект, а во меѓувреме, додека го привршуваме овој разговор, ќе погледнеме и дел од она што се случуваше на 7 октомври во Центар за култура. Ти благодарам многу за гостувањето и еве отворена покана во секое време повторно да зборуваме за хип-хоп културата. Фала ти многу. Ќе ми биде чест пак да дојдам. Ти благодарам уште еднаш. Така. Денешниот датум уствари е не сосема случаен, беги два видео дека на 7 октомври пред 5 години се имаше еден рап настан десено пред Дом на култура, Рапскил Струмица, и мајки неколку рап настани на исти датум можам да прогласам 7 октомври за празник на рапа у Струмица, другари. Некогаш ќе биде касно и ако сме сите тука, некогаш ќе бидеш ради неа доле будна. Времето поканта собира тоа што цвета, нови утра профизичари закладени зашто им сметат. Old school, new school, не знам на која припаѓам, го носам она што ми стои, правам она што го знам. Немам цврста перспектива преку рап галама, дигна во етер, пласирам она што го чувствувам и мислам. Правам ова, што прават ова, не дека сакам, дека морам, од нивото да се ослободам. Следна шанса да убодам, да малку мирен сон, додека пак не се родам.
цели што имаш, нека некој твоето го сака, а батева не вика своето, бе бато, се ми Адамс. Без баланс, немамо хаос да трагаш, отвора са бранети порти, но шома шука влагаш. Музиката кога мал, кога грешно патишта и грешна. Немаше да биде историја да се наде, нашето тоа што посебно лошо викате. Ако размисли, кога сме нинджи, секаде звуко, тоа е како графити. Светло, од цареви гули, пиво и вино, вече ноќ дури се шука јако.